крајот на јули минатата година пониза пробиени рокови. Свечено беше пуштен во употреба затворениот базен во дворот на основното училиште Невена Георгиева Дуња во Скопска Киселавода. Уште многу вакви проекти да завршиме. Многу е важно сето она што е почнато да се заврши. Да не ги оставиме работите да бидат споменици на едно време. Колку и тоа да ни се допаѓало или не допаѓало во минатото, пари се трошени од граѓаните, мора истото да се заврши за да може да биде ставено во функција, за да може граѓаните да го користат. Еве следат уште 4, така бройка уште 4 кои што до крајот на летото од овој изведувачки треба да бидат пуштени во функција. Летото помина и есента и зимата. Владата не промовираше нови готови базени, па решивме да ги провериме сите 5, и промовираните и оние помалку популарните. Прво отидовме до базенот што лани го отвори премиерот, а за кој владата пред 3 недели објави промотивно видео. Се јавивме во општината, представувајќи се како родители на дете од Киселавода. Имам едно прашање во однос на затворениот базен во Невена Георгиева Дуња. Гласот од другата страна ни објасни дека базенот не е отворен, дека објектот е под управа на јавното комунално претпријатие и дека не е пуштен во употреба. А имате информација кога би се пуштил? На ова прашање добивме ветување дека ќе ни известат дополнително. Подоцна во тој ден, истото лице ни се јави за да ни каже дека базенот не работи, бидејќи нема употребна дозвола. Но кога се обративме официјално до општина Киселавода, како новинари, добивме различен одговор. Согласно статутот на јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти при општина Киселавода и позитивната законска регулатива, претпријатието е во фаза на распишување јавен оглас за користење на спортските објекти кои се во надлежност на општината. По завршувањето на оваа транспарентна постапка и конечниот избор на апликанти, спортските организации непречено ќе можат да ги користат капацитетите кои ги нуди овој капитален спортски објект. Ставот на општината кој навестува дека базенот ќе може да се користи од граѓаните само преку фирми кои ќе го закупат, се чини во контрадикција со тоа што го кажа премиерот. Приоритет ќе има дечињето до ово уставно училиште, но и сите основци од општина Киселавода. Па повторно прашавме во општина Киселавода, зошто базенот не го користат барем децата од училиштето Невена Георгиева Дуња, кога како што велат, објектот е технички готов. Повратен одговор не добивме. Базенот во Киселавода е само еден од вкупно 5 кои првично требаше да бидат готови најдоцна до 2022 година. Во соработка со невладината Центар за граѓански комуникации дојдовме до сознанија дека оригиналниот изведувач Energoinvest Trade ја префрлил работата на подизведувач, фирмата Eurovia. Тие пак, како подизведувач си нашле свој подизведувач, Vivind. Освен пробиените рокови, недвосмислено заклучивме дека на подизведувачите им се препуштени работи во значително поголема вредност од таа што е дозволена со закон. Борко Ристовски, како министер за спорт, ја наследи состојбата од својот претходник, директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. Но наместо да го раскине договорот, реши да ги заврши базените и покрај нотираните проблеми. Ние како министерство се трудиме да секој една наше ветување го исполниме и да стоиме позади дадениот збор, што мислам дека до сега одиме во добра насока, може да има мали забелешки за времето во однос на завршувањето на одредени проекти, меѓутоа тоа е надвор од нашите можности и тоа зависи помалку и од изведувачите. Единствениот од 5 базени кои навистина работи е оној во Штип, во рамки на паркот Суитлак. Ставен е на располагање само за 4 пливачки школи во Штип. Градоначалникот вели, тенденцијата е наскоро да биде достапен за секој љубител на пливањето. Она кое што го планираме како локална самоуправа за да не вработуваме лица, за да ги намалиме трошоците, е со објектот да менаџира некој од пливачките школи за да се овозможи и во доцните нокни часови или во раните утрински часови, кога термините не се искористени, да можат рекреативците да го користат овој објект, нешто што во моментов не е овозможено. Според градоначалникот Јорданов, таквиот начин на менаџирање
ќе предвиди и обврска за закупнина која ќе и се плаќа на општината. Овие можности да бидат овозможени со практично вработување од нивна страна на спасувачи, на технички персонал, на лица кои што ќе се практично ќе бидат одговорни за одржувањето на објектот и кои ќе ги овозможат другите услуги кои во моментов не се овозможени. Во Штип има базен и во него се плива. Базен има и во Битола, во дворот на основното училиште Даме Груев, но таму не се плива. Од општината велат дека не е пуштен во употреба бидејќи нема направено технички прием од надлежен инженер. Се постапува по одредени забелешки кои биле констатирани од надзорот. Инвеститор е Министерството за спорт кој ангажираше изведувач на работите, а општина Битола го обезбеди надзорот. Обврската на општина Битола за извадба на водоводни, канализациони и приклучоци за електрична енергија е завршена. Кога ќе се направи технички прием на објектот, ќе се пристапи кон партерно уредување. Во Кичево, во дворот на училиштето Санде Штериовски, објектот ги добива финалните контури. За разлика од сликата што ја забележавме тука минатата година, на базенот во Кичево има огромен градежен напредок и е речиси завршен, барем според кажувањата на одредени вработени кои ги затекнавме на терен. Сепак последните ветувања дадени минатиот јуни, дека овој базен, како и оние во Битола и Ѓорче Петров, ќе бидат готови до крајот на летото 2025 година, очигледно не се исполнија. Барем однадвор готов се чини и базенот во Ѓорче Петров. На нашето прашање зошто се уште не работи, од општината одговорија. Ве информираме дека за најточни и целосни информации потребно е да се обратите до надлежната институција, Министерството за спорт, како инвеститор на проектот. Имено станува збор за проект кој првично беше започнат преку поранешната Агенција за млади и спорт, а понатамошната реализација е во надлежност на Министерството за спорт. Се обративме до Министерството за спорт, како што сугерира од општина Ѓорче Петров. Добивме сосема спротивен одговор, дека општините се тие што треба да си го завршат својот дел, за базените да влезат во употреба. Согласно проектната документација, општините треба да обезбедат приклучоци за вода, електрична енергија и канализација, како и партерно уредување на просторот околу објектите. Овие активности кои се во надлежност на општините се уште не се целосно реализирани. Кога ќе се обезбедат овие приклучоци, ќе може да се изврши тестирање на машинството во базените и по завршување и комплетирање на сите технички и формално правни постапки, базените ќе може да бидат пуштени во употреба. Од Министерството за спорт го побаравме и последниот анекс кој го имаат склучено со изведувачот на работите. Ни го дадоа. Во него пишува дека рокот за конечна изградба на базените е 25 декември 2025 година. Со други зборови, на хартија, базените одамна се готови и останува уште на реалноста да го поста со оствареното.